Подпредседателе, почитувана колешке, го споменавте образованието, па јас би сакала да ве прашам, знаете колку е висок Монт Еверест? Знаете со кого се граничи Република Македонија на исток и на запад? Знаете на која раса припаѓаат финците? За такво образование ќе ни кажувате тука вие? Дали тоа е европско образование кое што му го нудите на нашите ученици? Срамота е, колешке. Каде ви е изводот од хибридните напади на училиштата? Имате досега нешто? Ништо немате. За такво образование ќе зборуваме? Бесрамно ги лажите граѓаните. Дали им кажувате зошто ги менувате учебниците? Затоа што сакате историјата да му ја мените на македонскиот народ. Помина шарената револуција, кога предходниот премиер торби пари од Сорос ви носеше да шарате по улиците и да рушите режим. Дали војната во Украина е виновна што некои немаат леб да јадат, а други купуваат јахти, мотори се возат и бизнисите им цветат, така? И самиот ММФ јасно и гласно ви кажа дека има домашни фактори за инфлацијата. А знаете вие кои се домашни фактори? Тоа е хибридната власт, која што под превезот на соживот, на демократија си носи закони за собствени интереси и кој што ги избрка младите по белиот свет, изрекетира се што можеше да види дека успешно работи и го соголи македонскиот народ. И уште еден податок ќе ви кажам. Наместо да работите во Република Македонија, вие, владата на Република Македонија до АДСМ за 2 години има пријавено 14 милиарди 357 милиони 808 илјади денари, пари, наместо да градите Чебрен, наместо да модернизирате рударско-енергетски комбинати, вие трошите пари за скапа струја. Затоа имаме инфлација од 20%. Благодарам. Контрреплика